Здраво на сите! Ве гледам убави и срекни. Се подготвувате за празниците кои доаѓаат. Како што ви ветив, го преведов и второто видео од англиски јазик и едва чекам да го видите и слушнете. Ако сте како мене и следите внимателно, не само што ќе ви знаете без грешка значењата на картите, туку ќе ви се откријат како на дланка значењата на многу настани од вашиот живот. Со кого сте се сакале, со кого не сте се сакале многу, зошто и со кого сте влегле во конфликти, што се обиделе вашите души да ве наведат да доживеете. Благодарност и радост е наградата за освестениот пат. Следува видеото со приказната за патот на дворскиот шут. Здраво, народе! Се надевам дека успеавте да го видите моето прво видео, кое дава основни насоки за таротот, за да знаете зашто правиме муабет овде. Ако не сте го гледале, ве молам да го дзирнете. Долу во описот имате линк. Неврзано за тоа, ќе си продолжиме со нешто интересно и забавно. Дозволете ми накратко да ве замолам да ме заследите, стиснете на копчето subscribe, да ставите лайк на видеото, ако така сакате, и да го стиснете звончето, всушност, сите прекрасни нешта кои ќе ми ја стоплат душата и ќе ме инспирираат да продолжам со работата. Ви благодарам. Може би сте слушнале различни приказни за езотеричните врски на тарот картите. Некои би рекле дека се работи за древниот Египет. Мене многу ми се допаѓаат приказните од времето на ренесансната Италија. Моќните благородници кои живееле во Милано сакале да направат нешто посебно, за да ги означат своите значајни прослави и добиле идеја да платат да им се изработи посебен шпил на карти за играње, уникатни за нивното семејство, нацртани од страна на надарени уметници. Нешто како маичките што ние си ги принтаме за роден ден. Како што спомнав во претходното видео, за кој имате линк долу во описот, во големата аркана има 22 карти и тие представуваат значајни настани во нашите животи. Секоја карта изобилува со ангелски фигури и различни ликови, што би можело да инспирира прекрасна приказна, но истовремено да биде и преголем товар. Зошто? Знаете што прават обично луѓето? Го учат напамет значењето на секоја карта пред да почнат со гледање. Не велам дека ова е погрешно, но од моето искуство, многу полесно е да се учи за таротот преку прекрасна приказна за дворскиот шут и неговите авантури. Така мистеријата започнува да се расплетува пред вашите очи. Добро, најдете си удобно место, опуштете се, земете си нешто пријатно за пиење и да започнеме. Дворскиот шут, знаете, смешниот лик кој им кажува шеги на кралот и кралицата, оној кој ги забавува гостите? Да, за тој зборува. Со целиот свој имот во едно мало врзопче, шутот си патува, не ни знае каде ќе оди. Толку е исполнет со визии, прашања, зачуден, возбуден, што не ја ни приметува карпата од која може да падне. Околу нозете му се врти едно мало кутре и се обидува да го опомене да не направи некој погрешен чекор. Дали шутот ќе научи да внимава каде оди пред да биде предозна? Да видиме. Патувајќи, шутот прво го сретнува магионичарот. Каков е тој? Вешт, самоуверен, моќен, со знакот на бесконечност што како ореол лепти над неговата глава. Магионичарот ќе го маѓевса шутот, па тој ќе му го предаде врзопчето со стапчето. Подигнувајќи го стапчето кон небото, покажувајќи со прстот кон земјата, магионичарот ги повикува сите сили. Речи си волшебно, врзопчето како прекривка се отвора врз масата, откривајќи ја неговата содржина. За очите на шутот, како магионичарот да ја создал иднината со еден збор. Поставени се сите можности,
сите насоки во кои би можел да се придвижи, кон студениот воздушен меч на интелектот и комуникацијата, огненото стапче на страстите и амбициите, преполната чаша на љубовта и емоциите, цврстата паричка на работата, имотот и телото. Со овие алатки, шутот може да креира било што, да направи било што во својот живот. Но, има едно прашање. Дали магионичарот ги креираше овие алатки, или тие веќе си беа во врзопчето? Само магионичарот си знае, и за оваа мистерија тој одбива да каже било што. Магионичарот ја представува чистата, динамична машка енергија и подготвеност да се прикаже пред светот. Оваа карта кажува за способностите на личноста да се трансформира. Продолжувајќи го патувањето, шутот пристигнува пред една прекрасна и мистериозна дама, устоличена помеѓу два столба и осветлена со месечината. Таа е спротивност на магионичарот. Тивка наспроти неговата разговорливост, мирна додека тој е во движење. Седи додека тој стои, обвиена во ноќта додека тој е надвор на светлината на денот. Чувствувајќи дека таа е голем пророк, шутот ги положува пред неа своите меч, чаши, стапови и парички. Магионичарот ми ги покажа овие, но сега сум во дилема. Има толку многу работи што можам да ги направам со нив. Не можам да се одлучам. Правосвештеничката не зборува. Наместо тоа му подава еден пар древни свитоци на шутот, тој да ги прочита. Тој ја остава одлуката да почека и почнува да чита. Не знаев ништо од ова, рече шутот. Свитоците, како таен водич, му дадоа увид во неговите нови алатки. Оваа информација ми помогна да го стеснам изборот, но се уште ми е страв да не направам некоја погрешна одлука. Зборовите што му дојдоа не беа од надвор, туку внатре од него. Што ти кажува твојот инстинкт? Шутот размисли за тоа и тогаш веќе знаеше што треба да направи. Со донесената одлука стана да се замине, иако се сомневаше дека правосвештеничката има уште тајни за откривање. Сепак, сега тој веќе беше фокусиран и подготвен да си замине. Заблагодарувајќи се на правосвештеничката, си тргна. Додека одеше го слушна повторно внатрешното гласче како вели: ќе се сретнеме повторно, кога ќе бидеш подготвен да поминеш по најтаинствениот од сите патишта. Правосвештеничката ја представува чистата женска енергија. Таа ги одолотворува мистериозниот елемент на женственост и интуиција, нематеријалните, но моќни сили кои го истражуваат царството на магијата. Сега, шутот кима алатките и знае што ќе прави со нив. Продолжувајќи по патот налетува на царицата, со коса жолта како жито, со круна од звезди и бел фустан прошаран со каленки. Си се одмара на тронот, обкружена со изобилство од жито и една бујна градина. Делува како да е бремена. Паднат на коленици, шутот ја раскажа својата приказна. Таа за возврат се насмеа мајчински и нежно го посоветува. Како току-што посадено жито, или како новороденче. Новиот живот, новата врска, новата креација е кревка. Бара трпение и негување. Бара љубов и внимание. Само вака ќе се реализира. Конечно разбирајќи дека е потребно време за да се развијат неговите креации, шутот се заблагодарува на царицата и си заминува по патот. Откако шутот се запозна со сопствените машки и женски аспекти, се сретнува со надворешното олицетворение на овие ликови. Царицата може да ја представува мајката на шутот, земјениот пандан на правосвештеничката. Таа знае да љуби, има изобилство и дава. Таа е женскиот обезбедувач кој ги храни и негува своите поданици.
На шутот му беа дадени опциите од страна на магионичарот и се одлучи за една, со помош на правосвештеничката. Научи како да ја развие со помош на царицата. Сега е во фаза кога мора да најде начин да управува. Како се прави тоа? Се приближи до големиот цар кој седеше на камен трон. Шутот се изненади како царот за секоја работа веднаш го послушуваат и колку добро е раководено и организирано неговото царство. Со огромна почит го праша царот како го постигнува тоа. Царот одговори: силна волја и цврста основа на законите и редот. Многу е добро, му објасни на шутот, да бидеш со имагинација, креативен, инстинктивен, трпелив, но за да контролираш, мораш да бидеш на штрек, храбар и агресивен. Подготвен да води и насочува, а не другите да го водат, шутот заминува со нова цел. Царот ја поседува татковската енергија, креирајќи цврсти основи и граници во надворешниот свет. Тој го штити своето царство, градејќи ѕидови за да ја покрие мекоста на царицата. Овие родителски ликови го пренесуваат своето знаење на младиот шут, дефинирајќи ги неговите представи за постигнување граници и безбедност. Откако создаде цврста основа врз која ќе ја гради својата иднина, шутот ненадејно го фати страф. Што ако му го земат сето она за кое што работел? Ако го украдат, се изгуби, се уништи или исчезне? Или што ако неговото дело не е доволно добро? Во паника тој се упатува во храмот, каде што го наоѓа Хиерофантот, мудар и свет човек. Приврзаниците клечат пред него, подготвени да ги слушнат и пренесат неговите учења. Шутот му кажува на Хиерофантот за своите стравови и го прашува како може да се ослободи од нив. Постојат два начина, вели Хиерофантот мудро. Или откажи се од она што се плашиш да го изгубиш, така што нема да има повеќе моќ врз тебе, или размисли што сепак ќе ти остане, ако тоа од кое се плашиш навистина се оствари. Конечно, продолжува Хиерофантот, дури и да изгубиш се што си изградил, се уште ќе ти остане искуството и знаењето кое до овој момент си го стекнал. Зарем не? Вистина е, одговори шутот, но што ќе стане со заедницата, општеството и пријателите со кои се стекна благодарение на тоа што го изгради? Тие мене ми се повредни од знаењето и од искуството. Ако изгубам се, ќе ги изгубам и нив, зарем не? Тоа не мора да биде така, одговори Хиерофантот со топол сјај во неговите сочувствителни очи. Доколку твојата заедница има традиции кои ги споделувате сите заедно, етика и верување, тогаш нема да го изгубите тоа заедништво, дури ако околностите ве разделат. Можете дури и да го пренесете ова на вашите деца, давајќи им исто дружење едни со други и со минатите генерации. Откако го слушна ова, на шутот му олесна на срцето, како да се расплетоа јазлите на стравот. Го влеа чувство на мир и застана за момент да му се заблагодари длабоко на добриот Хиерофант. Излегувајќи од светиот храм, тој се упати да се сретне со своите пријатели. Вечерва ќе разговараат за создавањето на учење и традиции, за да ги зачуваат не само сопствените искуства и знаења, туку и оние на нивната заедница. Шутот ја напушти безбедноста на домот и се сретна со догмата и структурираниот свет на Хиерофантот. Овде знаењето се пренесува од небото кон земјата преку објективот на хиерархијата и предавањата со силен акцент на религиозните институции. Шутот стигнува на раскрсница, исполнет со енергија, самоувереност и цел, знаејќи точно каде сака да оди и што сака да направи. Но
стигнува до ќорсокак. Патот по кој сака да продолжи е означен со расцветено дрво. Патот по кој планираше да оди. Но другиот пат е означен со овошно дрво пред кое стои една жена. Шутот има досега сретнато и имал врски со жени предходно. Некои од нив многу поубави и заботливи. Но оваа жена се разликува. Стогледувајќи ја, тој имаше чувство дека го погодила стрелата на Купидот. Толку многу шокантно и болно беше неговото препознавање со неа. Додека разговараат, чувствата му растат, како да пронашол дел од себе што му недостасува. Јасно е дека и таа се чувствува исто во врска со него. Ги завршуваат еден со друг речениците, мислат исти мисли. Изгледа како ангелот горе да ги запознал нивните души. Иако планираше да го следи патот на расцветаното дрво, и иако ќе има некои проблеми ако ја поведе женава со себе, Шутот знае дека не би се осмелил да ја остави. Како овошното дрво, таа ќе го исполни. Колку и да се разликува од неговата првична намера, таа е неговата иднина. Тој ја одбира и заедно се упатуваат по еден сосема нов пат. Следното што Шутот го научува е моќта на изборот, представена преку картата на љубовниците. Тоа е првиот момент кога Шутот станува свесен дека неговата иднина се наоѓа во неговите раце и дека неговите одлуки ќе го формираат неговиот пат. Шутот е близко до завршување на она што го зацрта да го направи пред многу време порано кога магионичарот му ги открија латките. Но непријатели сега му стојат на патот, лукави човекови непријатели, лоши околности, дури и збунетост на неговиот собствен ум. Не постои веќе импулс за движење напред, се осеќа како да се бори само за да остане на местото на кое се наоѓа. Одејќи по брегот и наблюдувајќи како надоаѓаат брановите, се прашува како да ги победи овие непријатели и повторно да ги придвижи работите кон напред. Овде тој наидува на еден управувач со кочија како стои во неговата сребрена и златна кочија, додека белиот и црниот пастув му се одмараат. Изгледаш како победнички воин, забележа Шутот. Ме секираат моите непријатели, неспособен сум да продолжам напред. Што треба да сторам? Прво, мора да се вооружиш. Воинот прво удри по кочијата, а потоа по металната плочка на градите со стисната тупаница, при што и двете одзвонуваа. Потоа, мора да се фокусираш на својата цел. Каде планираш да одиш? Што сакаш да направиш? Воинот кимнува со главата кон своите животи. Твоите пастови ќе ги движат тркалата, но твоето контролирање и насочување ќе ги однесе до вистинската дестинација. Темен и светол треба да се направи да возат во хармонија, под твоето водство. Шутот кимнува. Има логика. Што ако некој или нешто ти се најде на патот? Управувачот на кочијата студено го сретна погледот на Шутот. Ќе ги уништиш. Твојата цел е да победуваш. А за тоа мора да имаш непоколеблива доверба во твојата цел. Никогаш не го преиспитувај, никогаш не се сомневај во она што сакаш да го постигнеш. Никогаш не го губи фокусот или мотивацијата. Шутот е импресиониран и инспириран. Смета дека сега знае како да ги надмине сите одвлекувања и неуспеси кои го држеа заглавен на едно место, како бран во океанот. Се заблагодари на воинот, но пред да замине, воинот го запре Шутот. Имај уште една работа на ум, му рече. Победата не го представува крајот. Таа е почетокот. Запомни го ова пред да одлучиш да влезеш во било каков надпревар. Сега, откако Шутот стекна некакво знаење, треба да го примени наученото во вистинскиот свет. Кочијата е неговото дипломирање. Знак дека го поседува неопходното знаење да се пушти во авантурата.
Шутот, победувајќи ги непријателите, со чувство на ароганција, станува моќен, дури и осветољубив. Страста врие во него, не сака да ја контролира. Во такво расположение наидува на девојка што се бори со лав. Се стрчнува да помогне и пристигнува точно кога таа нежно, но сигурно ја затвора устата на лавот. Всушност, животното, кое изгледаше толку диво и опасно, сега е целосно под нејзина контрола. Вчудоневиден Шутот ја праша: "Како ти успеа ова?" Со едната рака на муцката на лавот, таа одговори: "Го замолив лавот да го стори тоа и тој ме послуша." Но пропелтечи Шутот збунет: "Зошто посака да те послуша?" Во тој момент девојката го пресретна погледот на Шутот. Тој ја примети топлината, нежноста, нејзиното срце кое е толку големо, што неговата добрина изгледа бескрајна, исто колку и нејзината волја да разбере. И така Шутот разбра точно зошто лавот беше послушен. Сакаше да се поврзе со таа прекрасна енергија. Сепак, постои уште едно нешто кое го збунува Шутот, но сега многу помеко одврати тој. "Зошто ти, милостива дамо, би сакала да се дружиш со еден ѕвер, бидејќи тој исто така е исполнет со чудесна енергија?" Одговори девојката. "Тој е див и жесток, но може да биде и посветен, како оган во срцето. Знаев дека ако ги следи моите насоки, и на двајцата ќе ни биде топло." Исто такви, додаде таа, се нашите страсти. Остави ги да подивеат и ги направат штета, но ние можеме со нежна цврстина да ги контролираме и насочиме овие страсти. Правејќи го ова, можеме да добиеме многу повеќе од нив. Со смирени страсти, просветлениот Шут заминува, знаејќи дека лавот не беше единствениот кој денеска беше скротен со помош на чистата и невина сила на девојката. Од тука тој се сретна со првиот предизвик – силата. Шутот мора да ги надмине сопствените базични нагони и емоции, разбирајќи дека умот над материјата е понекогаш најдоброто решение на проблемот. После толки исполнет живот, градејќи, креирајќи, сакајќи, мразејќи, борејќи се, правејќи компромиси, губејќи, победувајќи, Шутот добива огромна желба да се одмори. Во мала, селска куќичка, длабоко во шумата, ќе се скрие, ќе си чита, чисти, организира, се одмора или само размислува. Но секоја ноќ на самрак излегува и патува преку пространиот есенски пейзаж. Со себе носи само стапче и светилка. За време на овие немирни прошетки од самрак до зората, гледајќи и истражувајќи се што ќе посака, тој ги приметува работите кои ги пропуштил во текот на својот живот. Неговата светилка ги осветлува животните инсектите кои слегуваат само во ноќта, цвеќињата и растенијата кои цветаат само под светлината на месечината и ѕвездите. Како што овие тајни ќошиња на светот се осветлуваат и се истражени од него, тој чувствува дека исто така ги осветлува и скриените делови на сопствениот ум. На некој начин, тој повторно станува дворскиот Шут. Како и на самиот почеток, оди таму кај што ќе го одведе инспирацијата. Меѓутоа, во минатото неговото стапче беше подпрено на неговото раме, носејќи го непознатото во едно врзопче. Шутот беше како врзопчето, завиткано, непознато. Работите на пустиникот се сега распослани пред него, а не зад него, а со себе носи светилка, не врзопче. Пустиникот е како светилката, осветлен одвнатре со се што самиот представува, способен да ја пробие темнината. Од искушението пред силата, Шутот е фрлен во интроспективниот свет на пустиникот. Сам со своите мисли далеко од светот, Шутот сваќа
дека животот на одреден начин представува игра, која треба да се игра. Шутот излегува од скривалиштето на светлото на денот, како да е повлечен од некоја ниска темна точка на тркалото. Време е за промена. Со работите во раце се враќа повторно во светот без никакви очекувања. Но чудно, како поминуваат часовите, изгледа дека му се случуваат некои работи, и тоа убави работи. Поминувајќи покрај една воденица, една жена му понуди пијало ко златен пехар и потоа го убеди да ја задржи чашата. Поминувајќи покрај ветерница, застана да го наблюдува младичот кој вежбаше со меч. Потоа, тој го изрази своето воодушевување од оружјето, а младиот човек го притисна мечот во неговата рака и инсистираше тој да го задржи. Конечно, кога најде на еден богат трговец кој патуваше во вагонот веднаш на ден од тркалата, човекот му подаде торбичка со пари. Одлучив да го подарам ова на 10-тиот човек кој ќе помине покрај мене денес, објасни трговецот. И вие сте тој 10-тиот. Шутот веќе не мислеше дека нешто може да го изненади, но сепак се изненади. Изгледаше како секое добро што некогаш го сторил во животот, сега да му се враќа. И тоа тројно. Целата среќа на овој ден му припаѓаше нему. Следното што се појавува е тркалото на среќата, покажувајќи дека животот е една серија од загадки и ненадејни промени, каде еден ден работите се горе, а следниот ден тие се долу. Шутот е во потрага по нов пат, нов стремеш и инспирација за својот живот. Стоејќи збунето на раскршницата, тој забележува една слепа мудра жена како слуша двајца браќа кои се расправаат за наследство. Тие се дојдени кај неа за таа да пресуди. Еден од браќата го има целото наследство, другиот нема ништо. Барам целото да ми се даде мене, вели сиромашниот брат. Не само затоа што имам поголемо право на тоа, туку затоа што нема да се расфрлам како него. Но богатиот брат протестира. Мое е со право и тоа е се што треба да биде важно, а не што правам јас со него. Жената ги изслуша, а потоа половина од наследството на богатиот брат го додели на сиромашниот брат. Шутот смета дека само вака е фер, но ниту едниот брат не е среќен. Богатиот мрази што изгуби половина од своето богатство, а сиромашниот чувствува дека требало да добие се. Ти беше праведна, изабележа Шутот на жената, откако браќата се заминаа. Да, бев, говори таа. Само со половина од наследството богатиот ќе престане да биде толкав расипник, а сиромашниот ќе има точно толку колку што му треба. Шутот размислува за ова и сваќа дека го поминал својот век остварувајќи амбиции и стекнувајќи физички добра, додека го изгладнувал својот духовен аспект. Требаше половина од своето време и енергија да ги посвети на духовноста, но не го стори тоа. Не е ни чудо што се чувствува неурамнотежено. Заблагодарувајќи се на жената, тој тргнува да си ја врати изгубената равнотежа. Шутот научи да се справува со возбудливоста на промените на среќата преку правилата на картата на правдата, каде одлуките се мерат и донесуваат преку правично судење. Но многу често животот не е така црно-бел. Шутот се сместува под едно дрво, со намера да ја пронајде собствената духовност. Овде ќе седи 9 дена, без јадење, едва и движејќи се. Покрај него поминуваат луѓе, животни, облаци, дожд, ветар, звезди, сонцето и месечината. 9-тиот ден, без некоја свесна мисла зошто, ќе се искачи на дрвото и ќе се закачи да виси од една гранка превртен надолу како дете. За момент тој предава се што представува сам, се што сака, знае или за што му е грижа. Парички паѓаат од неговите џебови, додека ги гледа надолу како паѓаат, не ги гледа како пари, туку како округли парчиња метал. Му се чини дека неговиот поглед кон светот е целосно променет, како неговата превртена позиција да му дозволи да се миша помеѓу материјалниот и спиритуалниот свет, способен да ги согледа и двата. Моментот е блескав, како во сон, сепак е кристално јасно. Безвремено како што изгледа овој момент на јаснотија, сваќа дека тој нема да трае. Многу скоро ќе мора да се исправи
но кога ќе го стори тоа, се ќе биде поинаку. Ќе мора да делува применувајќи го наученото. Засег, сепак, само си останува да виси. Безтежински, како да е под вода, наблюдувајќи, абсорбирајќи, гледајќи. Наскоро Шутот ќе се најде во чудна позиција на обесениот човек, висејќи помеѓу два света, со цел да пронајде нова перспектива. Напуштајќи го дрвото на кое висеше, Шутот се движи внимателно низ пустото поле, додека главата полека му се разбиструва од визиите. Воздухот е студен и дува, дрвијата се голи. Знае дека сериозно го започнал своето спиритуално патување, но се чувствува чудно празен и длабоко тажен, како да изгубил нешто. Пред него стогледува како се издига пред сонцето скелет во црн оклоп, качен на бел конј. Препознава дека тоа е смртта. Кога ќе застане пред него, понизно го прашува: "Умрев ли јас?" Скелетот му одговори: "На некој начин, да." Го жртвуваше својот стар свет, своето минато суштество. И двете си заминаа мртви се. Шутот не може да се воздржи да не заплаче. "Прости ми," вели засрамено своите солзи. "Нема што да ти простам," одговори смртта. "Природно е да тагуваш и мора да се справиш со загубата пред да прифатиш било што ново. Сепак, имај си на ум дека старите лицја мора да паднат или да одлетаат од гранките, за да останат гранките соголени, пред да се појават нови зелени ливчиња. Како што смртта си заминува, Шутот ја согледува вистината во нејзините зборови. И самиот се чувствува како скелет. Се што некогаш бил е соблечено од него. Сфаќа дека токму вака започнуваат сите големи трансформации, со отстранување на се, до коска или до земја, така што новото има простор да расте. Токму од оваа непријатност, Шутот сваќа дека она што некогаш слепо го прифаќаше како вистина, всушност представуваат верувања и идеи на неговите поранешни учители. Картата на смртта е овде, да го ослободи од тие невистини, пришејќи ги зборовите на царот, царицата, хиерофантот, па дури и детето кое некогаш беше Шутот. Ослободувајќи се од чувството на загуба, конечно Шутот почнува да се прашува дали конечно ќе ја пронајде неговата духовност по која толку многу трага. Разбира дека досега постојано се расправал со спротивности. Двете спротивни страни на вагата, кај правдата. Материјалното и спиритуалното, помеѓу кои висеше како обесениот човек, смртта и раѓањето, едното кое води до другото во картата на смртта. Зарем секогаш треба да се предаде едното, за да се добие другото, се прашуваше. Во тој момент наидува на крилест лик, кој стои со едната нога во поточе, со другата на една карпа. Блескавото суштество претураше нешто од еден во друг сад. Приближувајќи се, Шутот примети дека тоа што се истура од едниот сад е оган, а од другиот сад се истура вода. Двете се мешаат во целосно различна субстанција. Како можеш да мешаш оган и вода? Конечно прошепоти Шутот. Без да застане, ангелот одговори: мора да имаш вистински садови и да користиш вистински пропорции. Шутот наблюдува зачуден. Може ли ова да се направи со сите спротивности? Запраша. Така е навистина, одговори ангелот. Сите спротивности, оган и вода, маж и жена, теза и антитеза, може да се измешаат во обединето трето. Само недостатокот на волја и неверувањето во можноста ги држи спротивностите поделени. Тогаш на Шутот му станува јасно дека тој е оној кој го чува универзумот во пар, држејќи ги животот и смртта, материјалниот и спиритуалниот свет одделени. Во него двете можат да се спојат. Се што е потребно, сваќа Шутот, се вистински пропорции, вистински сад и доволно верба дека двете можат да се обединат. Шутот ќе се промени за секогаш преку ова искуство.
а неговото ново сваќање е отелотворено во ангелот на картата на умереноста. Овде имаме подлабоко спиритуално разбирање, каде што емоциите се регулирани и се утврдува средниот пат помеѓу екстремите. Шутот стигнува до подножието на една огромна црна планина, каде владее суштество кое е половина коза, половина бог. Пред неговите копита голи луѓе врзани за Божиот трон со ланци се впуштаат во секој уживање кое може да се замисли: секс, дроги, храна, пијалок. Како што се приближува шутот, се повеќе чувствува како неговите земни желби растат во него. Телесни желби, глад по храна и моќ, алчност и себичност. Јас се откажав од сите такви желби, му се развика на богот коза, давајќи отпор на моќта на цверот со сета своја сила. Сигурен е дека ова представува тест на неговата нова спиритуалност, во која што мора да докаже дека искушенијата на материјалниот свет не можат да го заведат. Суштеството одговара на неговиот пркос со љубопитен поглед. Јас само го вадам надвор она што веќе се наоѓа во тебе, му одговара благо. Таквите чувства не треба да те плашат, не треба да те засрамуваат или да ги избегнуваш. Тие се дури и корисни од помош на твојот пат кон спиритуалноста, иако многумина се обидуваат да се преправаат дека е поина. Шутот налутено покажува на кајокованите мажи и жени. Го кажуваш тоа, дури и ако овие се очигледно робови на материјалниот свет. Богот коза го имитира гестот со раката на шутот. Ај погледни уште еднаш. Шутот го послушува и сваќа дека оковите се доволно широки за да можат да се извадат од нивните глави. Ако сакаат, можат да се ослободат, рече богот коза. Овде остануваат бидејќи сакаат да бидат контролирани од своите базични животински желби. Од друга страна, постојат и други. Притоа богот коза покажа нагоре кон врвовите на планините. Други кои ги искористија овие исти импулси за да се искачат на најголемите височини. Да ги негираа сопствените желби, тие никогаш немаше да стигнат таму. Кога го слушна ова, шутот свати дека погрешно го проценил богот коза. Ова не е суштество на злото, како што тој сметаше, туку има огромна моќ, највисоката и најниската, како на цверовите, така и на Бог. Како и секоја моќ, таа е застрашувачка и опасна, но истовремено представува и клуч за слободата и боженственоста. Иако на шутот му стана јасно дека постои среден пат помеѓу екстремите, се откриваат скриени слепи точки кај шутот, изразени во формата на ѓаволот. Доаѓајќи од темнината, ѓаволот зборува за несвесните нагони на психата, кои се изразени како зависности и приврзаност. Како што шутот го напушта тронот на богот коза, се приближува до една кула. Фантастична, прекрасна и позната. Сушност, самиот шут помогна да се изгради кулата во минатото, кога најважното нешто му беше да остави трага во светот и да докаже дека е подобар од другите луѓе. Натре во кулата на врвот се уште живеат арогантни луѓе, убедени во нивната исправност. Гледајќи ја повторно кулата, шутот чувствува како молња што туку да му блесна низ умот. Беше убеден дека тоа старо јас го има оставено зад себе, кога го започна својот спиритуален пат, но сега му е јасно дека не било така. Се гледаше себе си како кулата, како луѓето што се внатре, како сам, и единка, и супериорен, кога всушност не бил тоа. Колку е обземен од шокот на ова сознание, што ја отвара устата за да испушти крик. И на негово чуден и ужас, вистинска молња се спушта од небото, удирајќи во кулата и испраќајќи ги нејзините жители да скокаат во водите подолу. Само за еден момент се е завршено. Кулата е уништена, останати се само камења. Чудо невиден и потресен до срж, шутот доживува целосен страф и неверување, но истовремено и чудна јаснотија на погледот, како внатрешното око конечно да се отворило.
го урна собствениот отпор кон промената и жртвата, картата на обесениот човек. Потоа се помири со смртта, картата на смртта. Научи за умереноста и синтезата, картата на умереноста. И за моќта, картата на ѓаволот. Но овде и сега тој го стори најтешкото. Ги уништи лагите во неговиот живот. Тоа што остана се основите на вистината. На нив може повторно да се изгради себе си. За среќа, нивото на напнатост и манипулации на ѓаволот е со краток век. Ослободено преку шокот и ужасот на кулата. Со молња од небото, зидовите на внатрешниот свет на шутот се рушат, дозволувајќи го растот и обновувањето на звездата. На мрачниот пейсаж, каде што стоеше кулата, си седи шутот празен, очаен. Се надева дека ќе пронајде насока на својот спиритуален пат, патот до неговото духовно јас, но сваќајќи дека најголем дел од неговиот живот му бил лага, се чувствува изгубено. Седејќи на ладните камења, погледнува кон ноќното небо, посакувајќи некакво водство. Тогаш забележува во близината прекрасна девојка со 2 урни за вода. Таа е клекната до еден базен со вода, осветлен од звездената светлина. Ја истура урните, едната во базенот, другата на жедната земја. Што правиш? Ја запраша. Таа погледнува нагоре кон него, а нејзините очи светкаат како звезди. Го дополнувам базенов, за тие што се жедни да се напијат, а исто така ја наводнувам земјата за да израснат повеќе овочни дрвја, да ги нахранат гладните. Таа кимнува наназад кон едно овочно дрво во близината со распеано славење на гранките. Дојди, го покани таа, засити го гладот и згаснија жетта. Шутот откинува овоши од дрвото, а потоа клекнува и пие од базенот. Водата има прекрасен вкус, како течна звездена светлина, а и овошјето е подеднакво вкусно. Обете помогнаа да се исцели неговото рането срце. Откако ја згаси жетта и го засити гладот, шутот си легна и ги наблюдуваше звездите. Толку се прекрасни, рече, но толку далечни. Како сите можни иднини, се согласи девојката, студени и далечни. Сепак, ако го задржиш погледот на една од нив, може да те одведе до твојата цел, колку и да е таа оддалечена од тебе. Дури додека го зборуваше ова, таа почна да се губи. Како да испарува, како да исчезнува. Остана само еден сјај, кој се наоѓаше во центарот на незиното чело. Се издигна се погоре и погоре, додека не се смести на небото како сјајна звезда. Следи ја твојата звезда. Изгледаше како гласот на жената да пее од светлината. И имај верба. Шутот зема воздух и стана. Ноќта е темна, полето е пусто, но за прв пат тој има светлина што ќе го води и ќе му го покаже патот. Колку и да е далечна, ќе му ја обнови вербата. Звездата е еден од најволшебните и најнадежните моменти од патувањето на шутот, каде нови, витални идеи се раѓаат и божествената помош слободно дотекува од небото. Следејќи ја звездата, шутот патува во ноќта. Изгрева полната месечина, осветлувајќи му го водениот пат. Почна да се чувствува изгубено како да оди во сон. Поминува под месечината помеѓу 2 столба, древни и чудни. Одеднаш погледнува околу себе, разбира дека се наоѓа во потполно нова земја. Кога беше заедно со правосвештеничката, виде траги од оваа темна земја и завесата позади нејзиниот трон. Подоцна, кога висеше од дрвото, чувствуваше дека се наоѓа помеѓу физичкиот и овој свет. Сега конечно помина позади завесата. Овде се мистериите што ги бараше
најмрачните мистерии, оние што се поврзани со примарните и древни сили. Тоа е земјата добро позната на поетите, уметниците, актерите, музичарите и лудите. Застрашувачко, примамливо место со многу различни правила. Волците дивеат по оваа земја, ловејќи покрај девојки со лаки стрела. Суштества од детските кошмари и фантазии циркаат од сенките со очи кои блескаат. Патеката по која чекореше шутот сега стана река. И сега му стигнуваат околковите, моќно влечејќи го со солените води. На блискиот брег има мало бродче, но тоа нема ниту кормило, ниту весло. На шутот му е јасно дека има само два избора. Може да се изгуби себе си во оваа пуста исконска земја на лудило и илузии, да завива со волците, да го ловат, или да влезе во бродот и да се препушти на реката. Месечината секако ќе ја поседува контролата, но во бродот, неговото предавање на моќта на несвесното, барем ќе го одведе некаде. Инспирација, визии и гениалност се наградите на таквото предавање на магијата на месечината, како што добро им е познато на уметниците, поетите и пророците. Шутот влегува во бродот и се оттиснува. Додека водите го однесуваат, месечината му го осветлува патот и тој чувствува како господарката на оваа темна земја да го гледа преку одобрувачките очи на право свештеничката. Сепак, ова ниво на трансценденција се уште има своја сенка. Се појавува моќната и надприродна месечина, подсетувајќи го шутот на се што е неконтролирачко и мистериозно. Месечината ги придвижува плимата и осеката на океанот и циклусите на жената, предизвикувајќи завивање и на дивиот волк и на питомото куче. Шутот се разбуди во зори од неговата долга, темна ноќ на душата, за да открие дека реката го довела до еден спокоен базен. Околу ова оградено езерце има оградена градина во која доминираат рози, лилјани и прекрасни сончогледи. Излегувајќи на брегот, забележува како сонцето изгрева. Денот е светол. Неговото внимание ќе го привлече детска смеја. И забележува едно мало детенце како влегува јавајќи на мало бело пони во градината. Дојди, рече момчето, скокајќи од конјот и трчајќи кон него. Дојди да видиш. И детето продолжува земајќи раката на шутот и со ентузијазам укажува на секакви работи, вредните инсекти во тревата, семките и ливчињата на сончогледот, начинот на кој светлината светка во езерцето. Тој му поставува прашања на шутот едноставни, но мудри, како зошто е небото сино. Тој си пее песнички и игра игри со шутот. Во еден момент шутот застанува. Трепкајќи гледа кон сонцето, толку големо и златно и открива дека се смее, пошироко и поведро отколку што го правел тоа многу долго време. Тој беше тестиран и искушуван, збунет и уплашен, вознемирен и зачуден, но ова е прв пат тој да биде едноставно и чисто среќен. Неговиот ум се чувствува осветлен, неговата душа светла и сјајна како сончев зрак, а сето тоа е благодарение на ова дете со неговите едноставни прашања, игри и песни. Ова момченце му помогна на шутот да ги види светот и себе си во ново светло. Кој си ти? Најпосле го праша детето. Детето се насмевнува на ова и се чини дека сјае. И тогаш тоа станува се посветло, се додека не се претвори во чиста сончева светлина. Јас сум ти, гласот на момчето одзвонува низ градината. Новиот ти. И додека зборовите го исполнуваат шутот со топлина и енергија, тој сваќа дека оваа градина, сонцето горе, детето, сите тие постојат во него. Тој што туку се сретна со сопствената внатрешна светлина. Но ноќта не трае вечно и патот на шутот се приближува кон крајот. Сонцето повторно изгрева, со него доаѓа и ветувањето за враќање назад
и доаѓањето дома. Како што шутот ја напушта градината на сонцето, тој чувствува дека е при крајот на своето патување, подготвен да го направи последниот чекор. Но нешто го спречува да го стори ова, задржувајќи го назад. Тој погледнува нагоре, надевајќи се дека ќе добие водство од сонцето. Наместо тоа над себе гледа огнен ангел, убав и страшен. По право сте, потврдува ангелската фигура. Имате само еден последен чекор на вашето патување. Еден последен чекор до завршувањето. Но не можете да го направите тој чекор се додека не го оставите на мир своето минато. Шутот е вознемирен. Да го оставам на мир? Мислев дека сум го оставил одамна целосно. Не постои начин да се остави минатото зад себе, забележа ангелот. Секој чекор го троши чеволот помалку и така го обликува следниот чекор што го правите, па следниот и следниот. Твоето минато е секогаш под твоите стапала. Не можеш да се сокриеш од него, да му избегаш или да се ослободиш од него, но можеш да го повикаш и да се помириш со него. Дали си подготвен да го сториш тоа? Ангелот му подава на шутот една мала труба. Шутот се мисли, но знае дека ангелот е во право. Постојат одредени сеќавања на кои на шутот му е тешко да ги погледне, бидејќи прават да се чувствува виновно, засрамено, бесно. Тој знае дека никогаш ще нема помирено со тоа што се случило, а ќе мора ако сака да успее во конечната транзиција. Тој дувнува во трубата и тоа ја распукнува земјата. Под нозете на шутот се издигнуваат духовите на неговите минати личности, вклучувајќи ги оние помалку восхитувачки кои се обидуваше да ги заборави. Тој се соочува со нив за прв пат. Од нив, како што гледа, нема зошто да се плаши. Тие биле на неговото место некогаш, но не сега. Како што му станува тоа јасно, се фаќа себе си како им простува на тие своји минати ликови за нивните грешки, со кои направиле да се чувствува лошо. За возврат, чувствува дека тие му простуваат нему, што ја игнорирал лекцијата што требало да му ја пренесе. Постигнувајќи разбирање со нив, почнуваат да се истигаат и да отпловуваат, исчезнувајќи на небото. Иако остануваат како искуства и сеќавања, веќе немаат никаква моќ над него. Ослободен е од лошите чувства, прероден и живее во сегашноста. Шутот се наоѓа себе си пред портите на замокот на неговото минато, спремен да открие се што научил за време на неговите патувања. Картата на пресудата е тоа откритие, каде ќе се реши се што останало некажано, и последната внатрешна работа е завршена. Шутот се завртува да го направи последниот чекор на неговото последно патување. И многу му е забавно тоа што ќе открие дека се наоѓа повторно таму каде што започна. На работ на истата карпа, од која скоро ќе паднеше кога беше млад и будалест, за да примети каде оди. Но сега својата позиција ја гледа многу поинаку. Мислеше дека може да ги раздели телото и умот, ќе научи се за едното, па да го остави тоа за да научи се за другото. Но конечно, се е поврзано со себе. Умот и телото, минатото и иднината, единката и светот. Се е едно, вклучувајќи го шутот и мистикот, и обајцата представуваат врата кон тајните на универзумот. Со искусна насмевка, шутот го прави последниот чекор преку карпата и се издигнува, се повисоко и повисоко, се додека не го види целиот свет како станува негов. И тука танцува обкружен со звездите, едно со универзумот, завршувајќи на некој начин таму каде што започне, почнувајќи повторно од крајот. Светот се врти, а патувањето на шутот е завршено. Светот го представува крајот на ова патување,
истовремено навестувајќи го циклусот што допрва доаѓа. Ова е еден од најдлабоките аспекти на мудроста содржана во таротот. Животот е бесконечен круг, можност да се учи и расте преку искуството. Се додека живееме во тело на земјата, ќе постојат лекции за откривање и совладување. За среќа, постојат алатки како што е таротот, да ни помогнат да се разбереме себе си, светот околу нас и како најдобро да напредуваме на нашето собствено архетипско патување. Ова е прекрасната приказна за патувањето на шутот. Кога ќе го доживеете таротот преку прекрасна приказна како ова, нема никогаш да го заборавите значењето на картите од големата аркана. Значењата на картите од големата аркана особено осликуваат аспекти од нашите човекови искуства, осветлувајќи ги многуте фази на нашиот духовен развој. Ви благодарам што одлучивте да поминете некое време со мене денеска. Доколку имате било какво прашање или сугестии, слободно пишете ми електронска порака или оставете коментар во делот за коментари подолу. Исто така, ако имате било каква сугестија за гледање на некоја посебна тема која што ви се допаѓа, слободно кажете. Однапред се радувам на нашата следна дигитална средба. Во меѓувреме, останете ми добро, останете ми здрави, живејте, сакајте, уживајте во животот. Се гледаме наскоро. Бидете благословени.